Нема точна бројка за бројот на работниците кои ги напуштија делчевските фабрики и заминаа на сезонска работа, но факт е дека од секоја фирма има по неколку работнички кои машината за шиење ќе ја заменат со ножици за кроење и лозија, па тие земаат или неплатено отсуство или даваат отказ. Како современото македонско печалбарство се одразува во работењето на фирмите? Нашиот производствен процес е ланчен процес во кој работата зависи од секој работник и нормално дека компанијата ги планира обучените работници дека ќе се јават на работа и дека ќе придонесат за работењето во фирмата и секое отсуство од работа повлекува намалување на продуктивноста, појавување на тесни грла во производството и секако негативни финансиски резултати на компаниите. Оваа состојба е уште еден удар врз текстилството која е доминантна гранка на Истоков и е во најголем процент извозно ориентирано. Па во гранката во која натежнале многу проблеми, тешко е остварлива формулата за задржување на работниците, а тоа е покачување на платите. Проблемот се појавува во потценетоста на вредноста на еврото на домашниот пазар, се држи вештачки курс на еврото, иако реално неговата вредност би требало да биде многу поголема. Ние платите кои ги продаваме тука девизите, фактички земаме помалку пари за она што е сработено и не можеме да ги покачиме. И современите македонски печалбари не се среќни што мора да заминат да работат по плантажите, да спијат во импровизирани објекти и да ги остават семејствата. Знае се што е најубаво. Значи да се оправи нашата држава, нека да има пропус и да се направи тој пропус. Значи тој е тука жален народ, целио е за да се прерани. Тука не може со 100-150 евра, значи не може да се издржи. Многумина од нив децата си ги оставаат дома на старите родители. Тука само останаа стари луѓе, млади многу слабо. И овие дечињата, они се веќина се внучиња, што ги чуваме, ние гледаме ги тука. Татковци, мајки по Италија и тоа е. Деновиве од Делчево и Македонска каменица на сезонска работа по Италија заминаа над 500 граѓани. Освен работници од конфекциите, по плантажите ќе работат и невработени, но и административци и полицајци.